Благодарам подпредседателя. Почитуван колега Ковачевски, на кои избори бевте вие избран за председател на владата? Јас не се сеќавам на такви избори и ценам дека морализирањето не би требало да доаѓа барем од вас, кои што сте ја практицирале власта оноку време колку што сте ја практицирале, без да бидете избран на избори, за што многу често говоревме. Дополнително го спомнувате аеродром, па доаѓам од таа општина и сакам да ве потсетам дека изгубивте на последните избори со 18.000 гласа разлика, а на локалните избори градоначалникот во тоа време Тимчо Муцунски не изгуби на ниту едно избирачко место. Така што ценам дека легитимитетот кој што ВМРО-ДПМН го поседува при практицирањето на власта извира од граѓаните на демократски избори. И тука не станува збор за нешто за кое што вие сега цените дека не треба да дадете поддршка. Ценам дека единственото нешто од кое што сакате да се зацкриете дека сте спремни за било какви избори. Јас ценам дека избори кои што би дошле во следниот период можат да донесат само дополнителна штета за вас и доколку ВМРО-ДПМН имаше за цел да води политика, немаше да има апсолутно никаква грижа и токму ќе беше за одржување на предвремени локални избори на кои што ќе имавме убедлива победа и на која што ќе ги освоевме и оние градоначалници за кои што имавме промена, односно замина во извршната власт. Не, тоа би бил вашиот пристап и така ценам дека вие како политичка партија би одбрале да постапите, но нашиот пристап е од економски причини и економските причини кога ги говориме се оправдани, се нешто кое што е одлика за нашето постапување за разлика од вас, затоа што не видовме дека имате рационализирање на трошоци или размислувате како да ги намалите онаму каде што се непотребни, а да ги примените таму каде што ни требаат. Законот се носи по скратена постапка од причина што цениме дека само така ќе допринесеме за негово решавање, односно носење, ќе обезбедиме фокус на она што значи носење на политики и мерки и за година дена од сега, за помалку од една година, граѓаните повторно на избори ќе го дадат својот суд. Ние не бегаме од судот на граѓаните, но велиме, доколку имаме состојба која што е пократка од една година, оставивте буџет со кој што не може да се функционира, оставивте држава со која што не може да се носат добри политики, ајде да го промениме ова, да оставиме, да овозможиме друг да го раководи и на избори да донесеме избор од граѓаните. Благодарам.